Почитувани представници на средствата за јавно информирање, драги граѓани на Република Македонија, во програмата на ВМРО ДПМН посебен фокус има младата популација. Во сферата на младинската политика, мерките кои се предземаат за развој на спортот и инвестициите во спортската инфраструктура се од капитално значење за развојот на здравиот живот и во промовирањето на спортските вредности кај најмладата популација. При примената на активни реформи при оваа општествена категорија, од образовен едукативен карактер преку примена на конкретни политики во областа на младите и спортот, системски се продуцира структурална промена при самиот развој. Освен изградбата на спортски сали, повеќенаменски игралишта, базени и фудбалски терени, во програмата се предвидуваат и стипендии за талентирани спортисти и млади, како и отварање на дисперзирани студии на Спортската академија во Скопје. Со имплементација на неколку активности ќе се овозможи рано откривање на талентирани деца во областа на спортот уште во основното образование. Во програмата проектирано е отворање на дисперзирани паралелки во Спортската академија во Велес, Гостивар, Охрид, Штип, Прилеп, Струмица, Битола и во општина Куманово, доколку локалната самоуправа се изјасни позитивно. Со цел учениците во средното образование преку посебно обликуван образовен процес во кој посебен акцент ќе има и поголема застапеност ќе се опфати во практичниот дел, односно тренажниот процес, со цел да се способат да постигнуваат спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да бидат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис. Ќе воведеме и законска обврска за сите училишта да регистрираат спортски клубови во 10 спортови, а од нив 5 екипи најмалку ќе имаат обврска да бидат вклучени во системот на надпревари во рамките на училишниот спорт. Во овие активности ќе може да се ангажираат родители и други лица со познавање или искуство во тренажен процес во форма на тренери или волонтери. Дополнително ќе се работи за стимулација на ангажирање на професионални тренери за поддршка на развојот во училишниот спорт. Ќе се анализира и можноста за формирање на институт за спорт како самостојна организацијска единица во рамки на Факултетот за физичка култура при Универзитетот Кирил и Методи, каде ќе се негува научната заснованост на спортот. Институтот ќе треба да даде придонес при носењето на стратешки одлуки врзани за спортот и физичкото воспитување, како и да овозможи стручна поддршка на националните спортски федерации и спортски клубови во делот на врвниот спорт. За развој и напредување на младите спортисти во Република Македонија ќе продолжиме да делуваме стипендии на 500 млади спортисти. Со овој чекор и со оваа мерка потенцираме дека веруваме во младите спортисти, во нивните капацитети и затоа активно инвестираме во нивната иднина. Стипендиите ќе се доделуваат на спортисти кои оствариле резултати на државни надпреварувања и меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години во олимписки и во параолимписки спортови. Истовремено, освен во спортот, во фокусот ни се секојдневните социјално-културолошки потреби на младите лица и планирано за реализација е воведување на бесплатен викенд, односно петок, сабота и недела, еднаш во месецот за превоз на младите лица во железничкиот сообраќај во Република Македонија. Сите млади лица на возраст до 27 години ќе имаат право на бесплатен повратен билет во определен викенд во месецот. Планиран е и проект 50% попуст за ученици и студенти. Со овој проект се предвидува најевтино патување на најмладите граѓани на Република Македонија по пругите на македонски железници, со што ќе се придонесе кон нивна поголема мобилност и комуникација. За сите студенти, секој четврток во месецот ќе се овозможи бесплатен превоз во градските автобуси, жичарата на водно и железничкиот сообраќај во Република Македонија. Паралелно на наведените сервисни услуги од страна на националните институции, четврток ќе биде и денот кога младите и кога студентите бесплатно ќе може да ги посетат театрите, музеите и кината во градот Скопје и во Република Македонија. Драги граѓани на Република Македонија, ова е само еден мал дел од проектите кои ги нудиме за најмладата популација. ВМРО ДПМН ќе продолжи да работи и да одговара на реалните потреби на граѓаните. Граѓаните знаат да ја направат разликата со минатото кога воопшто не се инвестираше во оваа сфера, а разликата е помеѓу конкретност и реализација кон подигнување на животниот стандард во сите општествени сфери и категории на сите лица, а тие лица знаат да ја направат разликата. Благодарам, доколку има некои прашања.